министерката за образование Мила Царовска, која што е со мене во студиото. Добро утро, госпожо Царовска. Добро утро. Вие имате прилично турбулентни неколку денови, да не кажам месеци, бидејќи откако започна оваа иницијатива за реформа на образованието, навистина се вознемири и се, па и на еден позитивен начин се покрене на широка дебата во општеството, во кој што често сте и вие мета на напади политички, понекогаш и не само политички, но она што последно се одвива е вашето враќање на законот за дигитални учебници на преработка, па потоа ставање европско знаменце, на што опозицијата реагираше дека доколку тоа се случи и тој закон влезе со европско знаменце во собранието, дека тие ќе направат се законот да се блокира. Кој е вашиот коментар на тој став? Опозицијата од почетокот на нашиот мандат е целосно неконструктивна, затоа ќе ценат граѓаните. Нивната неконструктивност се покажува преку тоа што постојано ги блокираат сите процеси на развој во државата, меѓу кои целиот тој повик на блокирање собрание, бојкот на средношколци и се останато што прават во моментов е повик за бојкот на развој на поквалитетно образование, а ние дневно тонеме во делот на квалитетно образование. Бојкот на средношколци, мислите дека опозицијата и за тоа стои? Апсолутно. Да, веќе некои од медиумите ја објавија како се испраќани синоќа во 1 час од пополнок пораки до учениците, за да не се приклучувале на настава. Јас сметам дека целиот овој реформски пристап се однесува прво на основно образование, втора работа дигиталните учебници се однесуваат за 4-то оделение единствено, за да видиме кои ќе бидат ефектите и дали ќе успееме да фатиме чекор со светот. А друга работа е дека таков тип на бојкот оди само на штета на учениците, така да ги повикувам и родителите и учениците да не подлегнуваат на таков тип на притисоци и обиди за манипулации, затоа што знаеме дека во државата не само ние сме го квалификувале тоа, туку и европски институции квалификуваат дека единствен избор или најголем извор на лажни вести во државата е нашата опозиција на чело со Христијан Мицковски. Добро, воевме во низок старт, гледам, не се воздржувате. Како сте задоволна од целиот тек на процесот во кој што се реформира образованието? И самата сведочите за тешкоти, но успевате ли да направите динамика која што вам ви е во планот за изведба на таа реформа? Прво сум многу среќна што за прв пат центар на дискусија во општеството е образование, затоа што без силно образование, без образование кој што нуди квалитет и развој, едноставно не може да очекувате да имате ниту економски развој, ниту економски раст. Така да тоа навистина ме радува, а предизвици постојат и ќе постојат. Но тоа што ме радува е што имаме се поголем број на мотивирани наставници, се поголем број на мотивирани институции кои што чекаат да почнат со имплементација на новата концепција. Сега се во тек обуките за обучувачи, па за наставниот кадар во текот на целиот летен период, набавка на потребната дидактика, подготовка на програмите за прво оделение завршија, сега завршува и повикот за избор на тимови и илустратори за учебниците за прво оделение, па одиме со објавување на програмата за 4-то оделение, па подготовка на дигиталните учебници за 4-то оделение, за да видиме кои ќе бидат ефектите од првата година имплементација на концепцијата и така сукцесивно да го подобруваме образованието во период од 5 до 6 години, во кој што верувам дека ќе успееме да излеземе од овој во континуитет пат на квалитет. На страна политичката дебата во која што се разбира страните се поделени, опозицијата навистина се обидува се што може да блокира. Дали мислите дека наставниот кадар и луѓето кои се директно вклучени во образованието знаат за што станува збор? Ве прашувам бидејќи се уште се јавуваат и универзитетски професори и средношколски наставници кои што велат дека за реформата немаат доволно информации, дека не биле доволно прашани, консултирани, дека решенијата им се наметнуваат. Кој е вашиот став? Тоа исто така беше наметнато како една парадигма која што беше невистинита, затоа што мислам дека за ниедна претходна обид за реформа во основно и во средно образование, воопшто во образование, немало ни толку дебате, ни толку јавна дискусија, ниту па можност да секој си каже свое мислење. И мислам дека се поголем е бројот на наставници, посебно оние кои што се директно засегнати, кои што имаат детали за целото ова, посебно што училиштата добиваат редовна информација, самите директори се фалат дека никогаш немале толку јасна и прецизна инструкција на кој начин се спроведуваат реформите за да стигнеме до крајниот резултат. И сум сигурна дека во текот на обуките кои што ќе ги имаат во летниот период и најмалите детали кои што се нејасни или кои што ги плашат ќе може да ги надминат. Знаете, наставниците со години беа газени.
достоинството на наставникот беше со години газено. Сега ги вклучуваме, но природно е да стравот постои. Природно е да имаат задршка дали целото ова може би ќе им наштети нив. Јас имам еден апел до наставниците, дека сите наставници ќе бидат поддржани во процесот, дека грижата продолжува, дека единствен збор кој што го користиме сега во овој цел период е поддршка на наставникот, затоа што без добар наставник, без образован наставник, вие не може да имате квалитетно образование. Така да центарот на нашата реформа се децата и нивниот интерес, но паралелно проследена со поддршка на наставникот. Ако претходно беа репресирани, ако претходно беа манипулирани и држани за партиски цели, денеска ги ослободуваме, велиме сите наставници во новото законско решение во собрание дека се на неопределено време, дека нивната плата се усогласува со растот на минималната плата, дека таму им се загарантирани правата во закон, не само во колективен договор, за сето тоа да може да ги ослободи и само да се фокусираме на нивната креативност. Обично кога го критикуваме македонското образование, се повикуваме на земји кои што имаат врни резултати во образованието, не знам, главно се тоа овие северноевропски земји, начело со Финска и така натаму Естонија и другите. Тие веќе имаат дигитализирани учебници. Мислам дека и вашата колешка од собранието пратеничката спомна дека и во Србија се воведува. Вас и така ве обвинуваат дека ги копирате понекогаш реформите од Србија. Каква е состојбата со искуствата на тој план во земји каде што тоа веќе е направено? Ние како држава прво мора да истакнам дека во споредба со регионот, единствено со Косово, сме многу ниско во оценувањата меѓународни, но парите кои што ги трошиме се на ниво на регионот. Тоа укажува дека едноставно непродуктивно ги трошиме парите и не ги насочуваме каде што треба, за да можеме да постигнеме резултати. Што кажува дека не е дека ние немаме финансиски средства, туку не знаеме како правилно да ги насочиме. На овој начин, со модернизација на образованието, со истите пари правиме реорганизација и секако Министерството во континуитет има покачување. Мислам, откако е оваа влада, за разлика од претходно, каде што се кратеа финансиски средства. Не се споредуваме со ниедна земја исклучиво, но правиме анализа и за концепцијата, и за законот за учебници од минимум 10 земји, од различни делови на светот, за да видиме кои се нивните добри или лоши искуства. Но во регионот одамна е почната дигитализација. И мора да истакнам дека дигитализација не е PDF формат на учебник. Ја не можам да Сега слушнавме до објаснување тоа. Прво, дигитализација не е и онлайн настава, тоа се никако два различни света. И второ, не е тоа нешто што може да се притисне копчето принт и да се добие печатен учебник. Ние сме навикнати на учебник кој што има многу текст и ништо повеќе од тоа. Но тоа се учебниците кои што се од едно друго време. Нашите деца денеска, погледнете ги на кој начин примаат информации. Преку мултимедијална содржина, во најголем дел. Токму затоа светот се преструјува и вели, дајде во светот во кој што тие живеат, да им создадеме содржини кои што ќе ги научат, а не само содржини кои што им го одвлекуваат вниманието, а тоа се социјалните мрежи и кои што не ретко влијаат и негативно на нив. Ако успеете да го задржите вниманието со позитивни содржини во нивниот свет, директно влијаете на нивниот и когнитивен развој, но и психолошки развој. Подготвено ли е Министерството за таква технолошка поддршка, бидејќи на крајот мора да постои една централна база на податоци која што ќе биде онлайн динамична, значи во реал тајм да може да се, бидејќи говориме дека се работи за една крос секцијска, како да кажам, содржина која што ќе може да се пребарува, да се споредува, да се додава, да се менува. Имате вие таков капацитет во Министерството? Во моментов Едуино платформата е поставена. На нејза има огромен број на лекции снимени во периодот на овој ковид. Никој не веруваше дека ќе имаме двонасочна комуникација наставник-учебник во текот на целата година. Така е? Никој не веруваше дека ќе можеме да одиме со онлайн образование. Па добро, луѓето беа воздржани бидејќи е новитет во цел свет. Така е, но успеавме да покажеме дека системот наш може да се прилагоди на новото време. Дали треба да се работи на квалитетот? Да. Токму затоа дигитализацијата на учебници не значи поставување на PDF кој што сега го имаме како PDF. И сега ако одите на учебници ќе ги најдете во PDF формат учебниците. Туку зборуваме во четврто одделение да се обидеме да направиме колаборативни светски учебници, што значи имаат мултимедијална содржина во самите нив, имаат пребарување на самиот учебник на содржината, имаат тестче одредено кој што ќе ве врати напред-назад, за да покажеме дека ако таквиот учебник подобро влијае на ученикот или му даде
поголем интерес за да се концентрира на содржината, тогаш сме на прав пат да продолжиме понатаму. Ги слушаме предностите, за тоа сте многу елоквентни и не само вие и тие што го бранат концептот. Велите дека сте правеле споредби во разни земји за да видите што е како. Што се проблемите со дигитализацијата? Кои се лошите страни на тој процес? Бидејќи веројатно не може се да биде само добро. Секогаш има и лоши и добри страни, како што и во печатените има и лоши и добри страни. Затоа нашиот систем нуди различни нивоа за да ги пресретне потребите на различните групи на граѓани. И самиот закон вели, имате онлайн, имате дигитални учебници, имате печатени учебници, имате учебници кои што се инклузивни во аудио формат и браево писмо, за прв пат ги детектираме таквите потреби и на тој начин ги пресретнувате потребите на поголем број на ученици кои што денеска на пример и немаат пристап до учебници од различни причини. Единствен што се појавува како предизвик е прво да создадете содржина која што ќе им биде интересна на учениците, Која да го прави таа задржите. содржина? Автори кои што се пријавуваат. Значи сега за прво одделение објавивме повик за авторски тимови и илустратори, а за четврто одделение ќе објавиме конкурс кој што ќе биде за автори и за аниматори, за да може содржината да се анимира. Така да тоа се тимови кои што ќе треба да ги, и тоа се универзитетски професори, наставници од педагошки аспект и секако дека луѓе кои што на крајот ќе го исчитаат тоа за да видиме да нема случајно елементи на дискриминација како што ни се случувало досега. Во целата оваа кампања во која што ја најавувате и оваа стапка и овој чекор во реформите, сепак постои еден слој во Македонија на луѓе кои што социјално и на поинакви начини не ќе можат да имаат достап до овие работи. Добро, може би тоа не се премногу, но се работи за илјадници деца, се работи за илјадници семејства. Гледам дека со Светската банка развивате проект за посебен однос кон тоа. Како ќе ја ремедирате, како ќе се однесувате, како ќе реферирате на тие проблеми? Гледам дека на Заев му е тоа омилена тема. Го чепнете ли за правата на социјалните слоеви кои што не се толку напредни како веројатно други во општеството, тој веднаш излегува со емотивни и со политички измерени изјави околу тоа дека ќе се води сметка. Како ќе ја водите таа сметка? Прво, законот води сметка. Мора да истакнам дека мојот бекграунд е социјален. Така да секоја реформа и секој закон ги зема Тоа ви го забележуваат, велат дека за социјалниот бекграунд сте како да кажем потполно квалификувани, но за образованието велат министерката нема искуство со образовните за процеси. секој министер е најзначајно да го има најдобриот тим околу себе, независно од неговиот бекграунд. Таму сум имала експертиза, а тука водам тим кој што е совршен за да ги спроведе реформите кои што се потребни на овој општество. Како ќе ги водите овие субтилитети и сензитивитети? Затоа велам дека мојот бекграунд и експертиза е во социјала, така да не може да кажа дека во ниту едно законско решение, ниту во една реформа социјалниот аспект не е земен во предвид. Токму затоа концепцијата ги зема сите социјални елементи во себе и ги содржи како такви. Затоа и на почетокот ме прашува како може родова еднаквост, инклузивност и интеркултура да бидат дел од концепција за образование. Реков, ако ги носите конвенциите, ги ратификувате во собрание и носите закони такви, дефинитивно нашите ученици од најмала возраст треба да ги учат тие вредности за да може да ги практикуваат, затоа што сте ги вовеле во закон како парламент. Така да сметам дека опозицијата за голем дел од тие закони гласала, а после во концепцијата имаше замерки зошто се тие трите основни столба на основното образование. Сега велам во законот за учебници. Споменав, имаме печатени учебници за оние кои што немаат никаква можност за пристап до дигитален учебник. Зашто го велам тоа? Затоа што тие ќе ги изложиме во училиште на дигитализација и тоа ќе се сремиме заедно и со Светска банка и со премиерот и со министерот за финансии. Да учениците во четврто одделение добијат дигитални уреди. И ќе ме прашат како сега ја унапредуваш еднаквоста тука? Затоа што ако тој до вчера бил изложен само на хартија, никогаш не се сретнал со дигитален уред. Тоа едноставно е чекор поназад од сите други ученици кои што имаат и книга, но дома имаат и лаптоп, имаат и таблет, имаат и телевизор. Брзо ќе ги совладат. Но ако вие сега му дадете можност да го има дигиталниот уред во училиште и да го однесе дома, тогаш вие правите еден чекор плюс во изедначување на неговите можности за негов развој понатаму. Имате финансии за тоа, Светска банка за тоа е вклучена во тоа? Така е, апсолутно, затоа што Светска банка е одличен партнер, беше и во претходните реформи и во овие реформи. Не само што имате експертиза во образование, туку исто така и финансиски ја подпомагаат целата оваа постапка. Но да не заборавиме дека тука се и
USAID, Американската амбасада, дека тука се и Британската амбасада и УНИЦЕФ, кои што во континуитет стојат отворено општество, кои што стојат позади овие процеси. Од една страна да го следат квалитетот на нивниот процес, но од друга страна да бидат вклучени затоа што сите веруваат, кои што се партнери на оваа држава, дека ако образованието не го подобриме, немаме можност да очекуваме драматични промени во општеството. Тоа е општо место и веќе претпоставам дека на малкумина тоа не им е јасно. Сега ќе влезете во ситуација во која што ќе го понудите законскиот текст со европско знаменце, не знам што подобрувате во него, бидејќи не подобруваме ништо во текстот, опозицијата како и секогаш манипулира така и овој пат. Предпоставам но дека значено тоа е дека по препорака на СИП имаме два документа со кои што ние треба да се усогласиме во предговорот на законот. Да се објасни дека имаме еден документ е обликување на дигитална иднина на Европа, акцијски план за дигитално образование 21-27 и второто е комуникација на ЕУ за достигнување на европска област за образование до 25 година преку трансформирање на образованието и обука за дигиталното време. Ова се два документа кои што ако ги ставиме во предговорот и имаме знаменце, во извештајот кој што ќе биде за напродокот на државата, ќе имаме позитивни параметри. Тоа е усогласувањето во предговорот, но во текстот не менуваме ништо. Бркате европска агенда, тоа е во ред. Меѓутоа, оно што сакам да ве прашам е местото каде што треба да се води реалната политичка дебата, освен во јавноста, која е таква каква што е и тоа е природно за јавноста да биде и со високи и со ниски тонови ноти, е парламентот. Опозицијата вели дека нема да сака ни да разговара, туку ќе се обиде да го блокира законот. Сепак ве прашувам, зашто сте вие, бидејќи пак изговорот на опозицијата да кога и да понудиме некакво решение, секогаш бидуваме одбиени. Ставот е, и вашата колешка од парламентот рече, да, во парламентот дајте амандмани да ги разгледаме и така натаму. Зашто сте вие всушност спремни да седнете со опозицијата да разговарате за некои од нивните забелешки на законот? А зашто опозицијата не ви дала предлог па да видиме да разговараме? Мислите, апсолутно сметаме дека закон? решението не е никако предлог закон, амандмани на ова законско решение. Тоа сакам да правам. Тие имале да не заборавиме. 12 години. Замислете да се движеле со оваа брзина на чекор. Па денеска ќе бевме блиску до земите кои што се развиени, а не подобри од регионот. Така да се што имале како капацитет да предложат и направат, имале шанса да го направат. Граѓаните ценеле дека доста им е и токму затоа сега сакам баш да видам каде ќе биде подобрувањето. Можеби исто ќе предложат компјутер за секое дете, нивниот скап, но пропаднат проект, заради тоа што нема дигитална содржина никаква. И тогаш беше реториката политичка дека тоа страшен напредок, одскокнување, никој го нема во регионот и така натаму. Разликата помеѓу нас и нив е што одиме ние етапно и што имаме материјали спремни пред да имаме уреди. За уредите кои што ги набавија, немаше никаква дигитална содржина. И за прв пат сега во онлайн образованието, дигиталното образование, кое што се случува сега во моментов заради ковид, не зашто сакаме, зашто мораме, се употребија дел од тие компјутери кои што беа заклучени во витрини, а наставниците имаа обврска да ги пребројуваат глувчињата на секој час да не случајно нешто фали. Без притоа да имаат ништо кое што има додадена вредност во образованието, но се потрошија милиони и милиони од нашите јавни пари во тоа време. Министерке, сакам да ве прашам, дали, бидејќи гледам дека самата говорите за тоа дека имате широки контакти, дека имате разноразни состаноци во кои што на известен начин за вклучените во процесот на реформа го мерите пулсот и така натаму. Правите ли истражување на јавното мнение? Што мислите, како стоите во јавното мнение во однос на ова? Ако не правите, зошто не правите, бидејќи можеби тие истражувања не говорат само за рейтинг на политичари, туку и за вистинските теми што граѓаните можеби се недоинформирани, можеби недобро ги сваќаат, за да можете акцент да ставите на тоа. Ние уште пред да почнеме со реформата го испитавме мислењето на наставниците, 4000 наставници, и тоа го испрезентиравме јавно. На последната емисија која што на објектив, мислам дека на МТВ, каде што бев, се презентираше едно истражување на ИПИС кој што јасно укажа дека сите се за промена, едноставно се прикажува јасно стравот од тоа дали сме на добар пат или не. Но тоа кој што сакам да им го кажам на граѓаните, кога сте на одмор и го гледате морето пред вас, е брановито. И цело време дискутирате дали да влезам, дали не, дали е ладно, дали е топло, дали ќе ме повлечат брановите или не. Еднашка мора да влезете за да го осетите морето и да почувствувате со кој чекор се движите
И можете да се движите или да го издржите тоа во кое што веќе сте влегле. Така да ги мотивирам и наставниците, и родителите да влеземе во подобрување на образованието, затоа што секој ден изгубен во неквалитетно образование е изгубена иднина за нашата држава која што многу си ја сакаме. Морето е широко и длабоко и луѓето понекогаш и со право имаат резерви да загазат, особено кога има бранови. Заминувате од тука на пратенички прашања? Така е. Подготовени сте за баражот што веројатно ќе ви го приредат, бидејќи вие сте едно од поистурените во овие, да кажем, контрадикции кои што се одвиваат со опозицијата. Како и секогаш. Добро. Мила Царовска, министер за образование и наука. За науката друг пат ќе разговараме, бидејќи тоа е огромен сектор во кој што може би полошо стоиме отколку во образованието, ама за тоа ни требаат барем уште 20 на минути за ваков еден брз разговор. Ви благодарам и за денешното гостување. Благодарам.